Македонија го избира најтешкиот, но и најдостоинствен пат во својата историја и на патот кон иднината сврзана со членството во Европската Унија. Истекна денеска премиерот Христијан Мицкоски на самитот Македонија 2025. Тешко е, не е лесно, но мора да издржите. Во името на генерациите од минатото и во името на генерациите кои што следат, и јас немам друг избор во моментот, освен да издржам, но не да бидеме тврдоглави. Тоа не е добро. Не да бидеме тврдоглави. Да работиме, да си го испорачуваме. Акцијски план за малцинства испорачан. Реформска агенда први во испорак. Мора квалитет да покажете. Тогаш и најголемите ќе признаат и ќе симнат капа и ќе речат овие го заслужуваат местото. Дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави. Во однос на динамиката на економскиот раст, Мицкоски изнесе податоци во врска со порастот на бруто домашниот производ. Ние имаме 6 квартали поред како влада со 3,5%. Над 3,5% реален раст поради дефлаторот, инаку номиналниот е над 7,5%. Оваа година според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе дојдеме од прилика до бруто домашен производ номинален околу 22 милиарди долари. И ако се направи разлика помеѓу тоа што оваа година ќе го завршиме и она што го почнавме во 25-та, иако 24-та беше, еве да речам, споделена година, 3 пати повеќе е зголемен номиналниот бруто домашен производ за 2 години, отколку да речеме споредено во периодот 2018-2023 за 6 години. Актуелните мерки за неутрализирање на последиците од енергетската криза даваат резултат, оценува премиерот. До овој момент можам да кажам дека не само што не ги почувствувавме, туку напротив ги надмина и нашите очекувања во услови на криза. Тоа значи зголемена потрошувачка на бензините и дизел горивата, со што имаме поголем инфлоу во самиот буџет и на тој начин успеваме да ги менаџираме овие предизвици. Имаме убедливо најниски цени на горивата во регионот. На денешното обраќање Мицкоски се осврна и на други теми, како што се странските инвестиции, патната инфраструктура, човечкиот потенцијал и можностите за интегрирање во европските и светски бизнис интереси. Преоптовареноста на затворите како и на државниот буџет ќе се намали со почесто изрекување на мерката домашен притвор, смета директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов на денешната јавна расправа по предлог законот за пробација. Тоа е една од, според мене, многу важни алки во затворскиот систем, односно во целото правосудство, алтернативна мерка која што е заживеена во минатото, меѓутоа во овие неполни 2 години јас исклучително се трудам да дадам акцент на незе, ќе си дозволам да речам, да ги едуцираме судиите, затоа што ние можеме најдобрите закони да ги имаме и најдобрите услови да ги имаме овозможено, меѓутоа сепак се судиите тие кои што треба да ги одредуваат тие алтернативни мерки. За судиите пробацијата е една од најзначајните алтернативни мерки. Нејзината суштина е предупредување со закана од казна, при што сторителот останува во заедницата, но под услов да не стори ново кривично дело во определен рок, при тоа да ги исполни обврските определени со заштитниот надзор. Со предлог законот за пробација ќе се воведе родова сензибилна терминологија, како и регистар на лицата на пробацијскиот надзор, најави министерот Игор Филков. Воведена е и родова сензитивна терминологија, како и проширена листа на основи за еднаков третман, со што се зајакнуваат вредностите на еднакост и правичност во целиот систем. За академците ова е чекор напред во реформите за евроинтеграција на нашата земја. Главен предмет е владењето на правото и судските реформи и борбата против корупцијата и другите значајни реформски чекори што треба да бидат направени на патот на евроинтеграцијата на нашата земја. За ова и за другите детали кои ги носи предлог законот за пробација денеска се дебатираше во Ману. Прашањето за бугарското малцинство во македонскиот устав е услов на Европската унија, а не на Бугарија, изнесе Венко Филипче на денешната пресконференција. Која е пораката на министерката на Бугарија
а што Тимчо Муцунски и Христијан Мицкоски ја сокрија од јавноста. Ја цитирам. Бугарија има јасно изразен став, кој од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање меѓу Европската унија и земја кандидат. Овој прозорец за проширување може да се отвори во наредните години и ако тие не го искористат, навистина може да изгубат. Бугарија потврдува дека прашањето за малцинствата во уставот не е бугарско, туку е европско прашање. И тоа е услов на Европската унија, а не на Бугарија. Европско, а не билатерално прашање. ВМРО ДПМН прашуваат со што ги уцениле бугарските политичари Социјалдемократскиот сојуз и Филипче за да водат антимакедонска политика. На сите им е јасно дека Филипче е корумпиран политичар, полн со криминали, афери и скандали. Но Филипче мора директно да одговори со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика. Во тотална безидејност за политичкото делување, СДС и Филипче ги бранат бугарските наместо македонските интереси. Единствен, но и најгласен во државата кој бара спроведување на бугарските барања е токму Венко Филипче. Ова го прави само уценет политичар. Претходно беше Зоран Заев, а сега е Венко Филипче. На предлог на владината претеничка група на ВМРО ДПМН ќе се носи нов предлог закон кој отвара можност вработените во Министерството за внатрешни работи, но и пензионираните припадници на институцијата или членови од семејството на починат поранешен вработен во МВР да ги откупат становите во државна сопственост што со години ги користат. Цената на становите ќе се утврдува врз основа на повеќе параметри. Продажната цена на станот ќе се утврдува врз основа на градежната вредност, трошоците за уредување на градежното земјиште, местоположбата и амортизацијата на станот од страна на акционерско друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката. Се истакнува во предлог законот доставен до пратениците. За начинот на плаќањето на цената на станот, за уплатата на средствата за плаќање на станот и за заверувањето на договорот за продажба на станот, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за продажба на становите во општествена сопственост. Предлог измените на законот се од група 5 пратеници на владеачката партија: Антонио Милошовски, Бојан Стојановски, Драган Ковачки, Никола Мицевски и Павле Арсовски. Јавното предпријатие за државни патишта ја прошируваат продажната мрежа за МТАК уредите преку соработка со А1 Македонија и Македонски Телеком. Граѓаните одсега ќе можат да ги набават уредите за електронска наплата на патарина во продажните салони на двата оператори низ државата. Директорот Коце Трајановски истакна дека целта е модернизација на системот, побрз проток на возила и поголема безбедност на патиштата. Паралелно, јавното предпријатие за државни патишта работи и на проширување на наплатната станица Миладиновци за намалување на метежот на оваа делница. Тешка несреќа помеѓу автобус и камион Кипер на автопатот Хемус одзеде еден човечки живот. Во инцидентот кој се случил во правец на Софија во близина на голем малопродажен синџер, повредени се 16 лица, меѓу кои едно 3-годишно дете. Жртвата е 73 годишен маж. Повредените се однесени во 4 болници во Софија. Малото дете и неговата мајка биле транспортирани во Пирогов, од каде изјавија дека по прегледите лекарите одлучиле дека само една жена, 23 годишна, треба да остане во медицинската установа. Другите се пуштени на домашно лекување. 69 годишна жена примена во Универзитетската болница Света Ана е на интензивна нега и е во животна опасност. 6 мажи и 2 жени се уапсени под сомнение дека стојат за вчерашниот вооружен грабеж во филијала на банка во градот Като Титореа во централна Грција, од каде што одзеле околу 200.000 евра. Од грчката полиција информираат дека 8 биле уапсени вчера попладне и се истражува нивната вмешаност во случајот со грабеж што се случи во утринските часови на 11 мај во филијала на банка во регионот Фтиотида, како и во други грабежи, но и дека во досегашната истрага е пронајдено и тешко оружје. Повеќе делови од Хрватска беа погодени од силно невреме денес, кое донесе обилни дождови и грамотевици, додека град ги забеле по ниските области, врнежи од снег се забележани на повисоките врвови. Изразен студен фронт прво ја погоди Словенија, а потоа ја погоди Хрватска од Славонија до брегот. Државниот хидрометеолошки завод објави дека е издадено портокалово предупредување на регионите Осијек, Загреб и Карловац поради бурата. Силен град го погоди периферијата на Загреб, а ветерот собори дрво во центарот, што исто така привремено ги прекина градските трамвајски линии.
Десетина села од Овчеполието, Мустафино, Амзабегово, Ерџелија, Пеширово и други се уште не виделе ниту капка вода во новата наводнителна сезона. Културите им се сушат, но најави дека вода низ системот ќе протече нема. Нема се уште, значи некна на 11.5. директорот што е Филип Наумовски дојде во Мустафино со директорот на АД Водостопанство Свети Николе и кажа дека од понеделник вика очекувајте вода за наводнување. Еве вчера понеделник нема, денеска вторник исто така нема. Во овој момент засегнати култури се пченка, сончоглед, бостан, пипер, домати и друго, чија вегетативна сезона започнува во неизвестност. Ние имаме задено пченки, пченките сакат вода, више 10 дена како се наседени пченките. Бостан имаме за садење, корење, не смееме да ги изнесеме на поле за тоа што више температурите над 25 и ако ги изнесеме ќе изгорат. Детелини ги собраме, сакат вода, млади исто така сакат вода, значи дефинитивно се е за наводнување. Договори за наводнување земјоделците од овој крај веќе имаат подпишано. Договори направиме за наводнување, која капе бројка што ќе се саде, а врз која основа ние правиме договори, мене не ми јасно. А вода ние немаме воопшто, капка немаме. А договори имаме направено на сите површини што треба да ги наводнувам. Од АД Водостопанство, подружница Брегалница Кочани за проблемот велат. Досегашната пракса покажала дека вода во Овчеполието е потребно помеѓу 15 и 20 мај, што мислиме дека тој оптимален рок ќе го запазиме. Значи моментално сме во најголем пик од наводнувањето во Кочанскиот дел, полнењето на урезивите површини. Веќе ни добри 70 до 80% се полни, значи моментално се во пик. 9 метри кубни вода испорачуваме од Брана, Калиманци, веќе почнуваме кај нашите испусти да намалуваме и да ја насочуваме водата кон Свети Николе. Сега не ја велам дека наредните 3 до 4 дена дека ќе има и вода во Мустафино и Свети Николе. Доколку вода за нивните насади и посеви не стигне итно, земјоделците од споменатите села ќе организираат протести. Доколку не се пуште вода, ние сите од сите села збираме се до петок ќе чекаме вода. Ако нема до петок вода, од сабота ние мора да испаднеме на штрайк. Продолжуваат градежните активности за реконструкција на регионалниот пат Делчево-Пехчево со нова инвестиција вредна 15 милиони денари за делница во должина од 1300 метри. Во рамките на програмата за инвестиционо одржување од ЈПДП што ни е дадена за 2026 година, почнуваме со проект Утесот Делчево вредност од 15 милиони денари со вкупна должина од километар и 300 со гребење на асфалтот и со асфалтирање од 5 сантима со ДНКС 16. Во текот на 2025 година беа вложени 48 милиони денари за реконструкција на патниот правец од Делчево до село Габрово, како и дел од регионалниот пат Делчево-Пехчево, а денеска активностите продолжуваат на дополнителна делница од овој важен патен правец. Како што знаете, миналата година беа инвестирани над 48 милиони денари токму во патна инфраструктура на територија на општина Делчево, со што се направи изградбата на патот кон село Габрово и првиот дел од оваа куќа која што денеска продолжува да се реконструира и еве, како што кажа Нели и ракојителот, сега се инвестираат 15 милиони денари, средства кои што бидат единствено наменети за подобрување на патната инфраструктура, не само на делчевци, а и на сите наши сограѓани кои што патуваат во овој дел на државата и секако за подобрување на безбедноста на овој критичен дел. Инвеститор на проектот е јавното претпријатие за државни патишта, додека изведувач е јавното претпријатие Македонија пат, подружница Штип. За само една недела 5 медицински сестри ја напуштиле клиничка болница Штип бидејќи заминале во пензија. Овој податок беше изнесен денес по повод 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри и техничари. Продолжува тој тренд и понатаму, многу жално што младите сестри кои излегуваат и се наш кадар од нашите училишта не остануваат овде. Затоа ни треба помош од Министерството и од Фондот за здравство, од Министерството за финансии. Значи оваа работа треба да се
побутне, да се протурка и да имаме поголеми вработувања, затоа што евидентно е дека само во последната недела замина 5 сестри во пензија, а да не зборуваме за месеците напред и дека тек ќе имаме сестри кои ќе одат во пензија, со самото тоа нашите оделенија болнички остануваат без кадар. Клучно прашање понатаму останува: како овој важен персонал да се задржи во нашите болници? Јас како претседател на Сдруженијето на медицински сестри ќе се стремам да работиме на едукација поголема во однос на тоа што се можат тие овде и ќе работам заедно со раководството во Скопје на промена на квалификацијата на сестрата, а со самото тоа изголемување на платите и условите за работа, па со тоа би можеле дел од луѓето кои сакаат да одат надвор да ги задржиме овде. Најголемиот предизвик за медицинските сестри во моментов е формирање на комора и донесување закон за сестринската професија, со која би се признале компетенциите и степенот на образование на медицинските сестри. Ова е една акција која се одвива во години наназад долго, меѓутоа никако да дојдеме до конечен успех. Се надевам дека со сегашните власти, со министерот за здравство и директорот на фондот, со кој се најавени средби во наредните денови, ќе успееме да дојдеме до некој заеднички договор и да ги помрднеме точките напред. Одбележувањето на Меѓународниот ден на медицинските сестри и техничари е поврзано со основачот на оваа професија, Флоренс Најтингел, која е родена на денешен ден 1820 година, но и со Славјанка Влахчева, основоположник на сестринството и современата медицинска сестра во Македонија. Основач е на првото медицинско училиште во Македонија, а подоцна и на мрежата на медицински училишта. Сезона е на голема активност на инсекти кои особено се опасни по здравието на сите. Во прв ред, ризик носат убодите од крлежи, оси, пчели и страшлини. Кои се најризични? Па секој од свој агол си е ризична. Пчелите и осите дават повеќе алергиски реакции, крлежите со нивното каснување може да дојде до заразување. Крлежите носат една борелија бактерија која што може да доведе до лајмска болест, а може и било кое друго заболување да го пренесат. Што при убод од крлеж или оса? Кај пчела или оса треба да се јават на лекар за превенција или заштита од алергиска реакција. А кај крлеж, ако има крлеж веќе, како се установи дека има крлеж, треба да не се ваде самоиницијативно, него треба да се оде до здравствена установа каде што ќе биде изваден. Иначе методот на вадење на крлеж се вади обратно од стрелките на часовник. На што превентивно треба да внимаваат, особено оние со алергија на убоди? Сите треба да внимаваат, али посебно луѓето што се алергични треба да избегнуваат места кај што има пчели, оси, исто да не шетат по високи треви кај што има многу крлежи. Ако веќе тоа го направат, треба да кога се вратат, добро да се проверат целото тело, да се провера облеката, да нема некој крлеж за останат и така. Затоа и покрај пролетната свежина и убавена од разбудената вегетација, никогаш да не се заборави дека таа крие и несакани моменти кои можат да ве чинат здравје. Во Штипе уапсен пензиониран наставник по математика поради педофилија. Инцидентот го пријавило девојче од 4-то оделение кое дополнителна настава по математика посетувало во приватно училиште. Според неофицијалните информации станува збор за 66 годишен маж кој претходно обавувал педагошка активност. Други поединости до овој момент нема, но се очекува полицијата да соопшти и други информации. Трагична сообраќајна несреќа се случи синоќа на регионалниот пат кај пробиштипското село Ратавица, при што животот го загуби 56 годишен маж од Кочани. Како што информираат од секторот за внатрешни работи Штип, несреќата била пријавена на местото викано Глобица, а во сударот учествувале патничко возило Југо со пробиштипски регистарски ознаки, управувано од 56 годишниот ГС од Кочани, и патничко возило Пежо со кочански регистарски ознаки, управувано од 29 годишниот АМ исто така од Кочани.
Во несреќата, возачот на југото се здобил со тешки телесни повреди и со возило на итна медицинска помош бил пренесен во клиничка болница во Штип, каде подоцна им подлегнал на повредите. Смртта ја констатирал лекар. Телесни повреди добили со патникот СС, како и возачот на возилото Пежо. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа на СВР Штип. На оддалечениот остров Света Елена во јужниот Атлантик живее една од најнеобичните живи сведоци на модерната историја. Джонатан, джиновска желка од Сејшелите, за која се проценува дека е родена околу 1832 година, се смета за најстарото познато копнено животно во светот, а незиниот животен век ги надминува речиси сите современи држави, технолошки револуции и историски епохи. Джонатан пристигнал на Света Елена кон крајот на 19-тиот век, во време кога светот изгледал сосема поинаку, телефонот се уште не бил измислен, автомобилите не постоеле, а индустријската револуција дури почнувала да го менува секојдневниот живот на луѓето. Во текот на својот исклучителен долг живот овој необичен жител на островот сведочел на големи историски настани од Американската граѓанска војна и двете светски војни, па се до слетувањето на човекот на месечината, развојот на интернетот и дигиталната ера. Денес и покрај длабоката старост, тој понатаму се движи бавно и мирно, претворајќи се во символ на долговечноста, постојаноста и природната издржливост. Утре времето претежно облачно со локални врнежи од дожд, температурите до 20 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 21 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 43%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбинци со по 18 степени, Пробиштип 16, Чешиново Блешево 18, Кочани 20 степени. Виница 19, Македонска Каменица и Делчево со по 18 степени, во Пехчево 15, а во Берово максимални 17 степени. Според православниот календар, утре е свети апостол Јаков Заведеев. Католиците си спомнуваат за Богородица од Фатима.